Дали сме спремни за едно теолошко, студиозно, практично и многу важно библиско проучување? Верувам. Ке треба да се концентрираме, се това да го разбереме, али ќе биде корисно сите нас. Јас секојаш сум воодушевен од сето она што ова сакам да ви го изнесам, а секојаш се молам на Господа мојата воодушевеност едноставно да ја пренесеме на другите, jer само така можеме другите да ги донесеме кај Исуса. Да бидеш воодушевен, значи да бидеш ентузијаст, тоа ти е исто. А ентузијаст во превод значи Бог во тебе, ентеос. Отаму доаѓа зборот ентузијаст, Бог во тебе. Ако е Бог во нас, Бог едноставно ќе се прослави. Ќе направиме една пауза, ќе слушнеме песни, али после тоа, а сега ќе одиме да го изнесеме Словото Божие, кое што носи вака наслов. Како да бидеме сочувани од најголемата измама што ќе се случи на крајот на времето. Браќи и сестри, денеска, ова претпладне на ова место, на основа на ова драга книга Библијата, посебно од книгата Откровение, потоа од книгата Втора Солуњаните и од некои други места, сакам да зборам за една измама што непријателот со своите инструменти и орудија ги подготвува 6000 години и на крајот на времето ќе ја пласира до секој жител на оваа земја, а така ќе биде таа слична на оригиналот. Само што, вели духот на прошлото, оние чие што го проучуваат Светото писмо, тоа ќе може да го разликуваат. Ќе имаме прилика едноставно да зборуваме за таа најголема измама, ама како да бидеме едноставно сочувани. Но дозволете пред да ја отварам Библијата, нешто да кажам за овој феномен, наречен измама, што е наше секојдневие. Вие знаете дека скоро не поминува ден на ова планета Земја, а да не се случи некоја измама од помал или поголем калибар. Почнувајќи од првата лага што беше кажана, уште во Едемската градина, замислете, ако ѓаволот се осмелил да пласира измама уште во рајот, а колку ли на ова земја ќе пласира измами и лаги. Уште од тогаш до ден денешен, ние приметуваме како бројот на оние што тоа го практикуваат и оние што наседнуваат на измамите постојано расте. Да, нажалост, луѓето денеска се многу склони и многу брго одлучуваат да поверуваат во некој измамнички проект. Посебно, ако е тој подкрепен со некои материалистички елементи, а што во суштина секој измама во себе содржи материалистички елементи. И спремајќи се за ова тема, листав малце по интернет да се запознавам со најголемите измами што се случиле во историјата на овој свет. Не би сакал за тоа многу да зборам, само нешто малце. Сакав да видам што е заедничко за сите тие измами, за да можеме подобро да го разбереме предметот што ќе го изнесеме од Светото писмо, кое што е жива вистина. И читајќи по тоа, најдов дека на истекот на историјата се појавиле многу измамници. Тоа нема време да ги споменеме сите кои што се појавиле и кои што направиле големи едноставно измами, кои што успеале. Човек ќе се изненади колку ги има и само тоа што се објавени. А замислете оние што не се објавени измами. Значи зборуваме за темата како да бидеме сочувани од најголемата измама што ќе се случи на крајот на времето. И оно што приметив, знаете ли која е главна карактеристика за сите измами и на што удираат луѓето што се служат со измами? На која човечка особина? Што мислите? Има една особина негативна, што луѓето, нажалост, имат поголемиот дел луѓе, и тука едноставно удираат и успеваат со измамите. Лакомост. Тука највеќе удираат луѓето и тука едноставно успеваат да ги направат своите планови. Помислата дека ќе дојдат до многу пари, како да го исклучува центарот за размислување и го вклучува центарот за фантазии и безгрижен живот. И затоа луѓето едноставно се измамени. И вели извештајот, на добро смислени приказни, поголемиот дел луѓе се фаќа затоа што сакаат заработка без вложен труд. Знаете, преку ноќи. И секој што било најубав и најпосакуван можен сон на сите многу луѓе. Почнувајќи од кредитни картички, па се до крупни измами кај што се вртеле милиони, навистина
луѓето имале своји целни групи и успевале да ги направат своите работи. И еден од најголемите и најталентирани измамници, чисто вака, што се појавило на сите времења, дули некои го класифицираат, бил човекот, чех по потекло, се викал Виктор Лустик, бар за него има и други, исто така, значи, сигурно, кој што наводно измислил машината за штампање на пари, и интересен податок најдов за него, 47 пати бил фатен, 47 пати бил осуден и 47 пати успел да побегне од затвор. Замислете за каква личност станува збор. Негово ремек дело и издадена е книга, успел да ја продаде, замислете, ни малку ни многу, Ајфеловата кула. Како ли успел? Тоа чудо едно. Мислам, катастрофа го најдов такви работи. И завршувам тука со овие работи, можам уште многу да зборам за тие работи, интернет имате многу. И оно што можам како заклучок да најдам дека измамите се наше секојдневие. Знаете дека постои библиско пророштво за измамите? 2 Тимотија 3 глава 13 стих. Дозволите ви го прочитам, а потоа веднаш одиме на нашата тема, значи, ова е како увертира на сето оно што би сакал да го поделам ова предпладне, значи, на ова место. 2 Тимотија 3 глава 13 стих, слушајте внимателно што вели извештајот. А лошите луѓе и измамниците, ќе напредуваат нагоре, ќе измамуваат други и сами ќе бидат измамени. Еве ви пророштво, 2 Тимотија 3 глава 13 стих, пророштво дека измамите и лагите не дека ќе бидат надоле, него ќе растат и ќе лажат и ќе бидат лажени луѓето. Нажалост, тоа е наше секојдневие. Но ајде ние да размислуваме за најголемата измама, што во духовен план ќе ја спроведе таткото на лагата, ѓаволот, кој што никој од нас може би на сон нема да размислува до кои све идеи ќе дојде. Ајде ние ќе кажеме, негова главна цел не се овие луѓе од овој свет кои што не ги знаат библиските работи, многу лесно може едноставно ни да ги заведе. Ама ќе направи такви измами како што вели Исус, ако е можно, и избраните, оние што направиле завет, оние што читат Библија со години, и оние што го знаат и духот на пророштвото, оние што имат искуства и за нив има подготвено измами. Да, сакам да зборувам предпладне за финалната криза, таа последна, што ќе се случи, а опишана ни е во 2 глави, големи 2 глави во Откривение. Откривение 13 и Откривение 14 глава, со тоа што последниот стих од 12 глава, 17 е увод, значи ходник, ако можеме да ги разбереме 13 и 14 глава. Ке се фокусираме тука, на тој дел, ама ке се вратиме со мислите и во втора Солуњаните има тука многу интересни моменти да споменеме, ако сакаме овој предмет да ни биде јасен. Ајде заедно со мене да го отвориме клучниот текст во Откривение 12 глава, 17 стих, што ние како адвентисти, вите како добро го знаеме, али да почнеме од некаде, да имаме една почетна точка, за да можеме оваа проблематика, да можеме подобро да ја разбереме. Што вели Откривение 12:17? Еве што вели. И се разгневи кој? Змијата. Знаеме кого представува. На кого? На жената. Знаеме на кого се мисли. И отиде да војува со остатокот од семето нејзино. И сега точно е опишано оние што се остатокот. Вика, што ги држат заповедите Божи и имаат сведоштвото Исусово. Моето прашање прво до сите нас, кои ще читаме Библијата повеќе години, зошто змијата е тука разгневена? Има ова свој контекст. Тоа е добро, така е, има уште нешто многу важно. Затоа ќе ни помогне цела 12 глава да го разбереме, многу време ќе ни треба, али многу кратко резимирано да опишеме. 12 глава ни опишува големата борба помеѓу Бога и ѓаволот едноставно во 4 дела. Првиот дел, големата борба каде започнала? Горе во небото. Кој е победник? Брзо одиме. Бог. Вториот дел од големата борба се одвива за време на Христовата служба доле на земјата. Сега на непријателски терен. На теренот на ѓаволот дошол Исус тука да се бори со него. Кој победил?
Исус. Втор пат, 2-0 за Исуса. Така ли е? Одиме третиот дел на големата борба. Ни снекот на историјата. Ѓаволот си усмерил, не можел на Бога, ајде неговите деца. Оние што станале верни, победиле. Кој победил низ историјата? Верниците. 3-0 за Бога. Во сите тие три, Бог победува. Горе на небо, во животот Исуса Христа и во животот на христијаните. Бог победил. И ѓаволот, разгневен после првиот пораз, разгневен после вториот пораз, разгневен после третиот пораз, ги усмерува сите своји сили сега во овој четврти дел, последен, финална борба. Сака едноставно да биде победник. И тука ни се опишани двата протагониста во ова голема борба помеѓу доброто и злото. Од една страна е змијата. Зошто не се употребува зборот ѓавол тука или змија се употребува? За да се опише таа метода што ќе употреби на крајот, а што е употребил многу ефикасно и на почетокот. Измамата. Видите, самиот збор змија во себе содржи лукавост и трина, што ја користил за Адам и Ева во рајот, а ќе ја користи и на луѓето што ќе сака да влезат во рајот, што Бог ќе го донесе. Тој не сака ти и јас да бидеме таму. Тој сака заедно со него да отидеме таму, но никој не би сакал тоа да му се случи. Значи, од една страна е змеот, а од друга страна е остатокот. Се слушајте ме добро. 13 глава е извештај за војната што ја објавува змијата на остатокот. Значи, 13 глава ни зборува за војната што змијата ќе ја води против остатокот. А во таа војна, змијата повикува двајца сојузници да му бидат од леви и десна страна. Прво е зверот што излегува едноставно од земјата, од морето, а второ е зверот што излегува од земјата. Тоа се негови сојузници, што ќе ги употребува во 13 глава да го зададе завршниот удар. Тој сака да ја нокаутира Божјата црква. И се служи со овие двајца своји сојузници да зададе завршен удар. Тоа е 13 глава. А 14 глава е одговорот што го дава остатокот на нападите на змијата. Ете која борба се одвива. Немилосрдна. И во овој последен судир, ѓаволот последен името змија ќе употреби уште едно име за себе. Антихрист. Скоро сите светски религии очекуваат да се појави некој антихрист. Да. Антихрист има две значења. Едното е против Христа, а второто е наместо Христа. Да го завземе неговото место, што ќе седи во Божјата црква и на себе ќе покаже дека е Бог. Сеќавате на пророштво со Луѓаните, ќе се вратиме на тоа. И сега, измамата ќе биде негово главно орудие да ја постигне својата цел. И дозволете ми во продолжение да спомнам дека ѓаволот ќе употреби 5 врсти на измами. И сакам за секој од нив да збориме денеска на ова место. Ѓаволот ќе употреби 5 врсти измами да ги заведи избраните. Не зборувам за оние светот. Не. Знаете, отидаш еднаш на лов еден ловџија и зел еден свој чирак со себе, така, на лов и отишле птици да лова таму. И пукал таму горе, вика, и 2 птици паднале, едно од лева, едно од десна страна. Таа од десна страна веднаш, значи, изгубила живот, а втората само ранета и се бори за живот. И сега каде да одат, која прво да ја видат? Дали она што е веќе готова или она која се бори за живот уште малку? И искусниот оди кај она која што се бори. А овој другиот отиде кај она која што веќе не вика, немој таму. Таа не може да бега, вика. Таа не може да бега, вика, готова е. Треба да одиме кај ова која што се уште се бори, вели главниот ловџија. Ѓаволот знае кој уште се бори. И оди кај нив да ги уништи, како такви. Ајде заедно, значи во положение да зборуваме за овие 5 врсти имитација што ѓаволот во финалната борба, во финалната криза што ќе се случи во овој наша планета, ќе употреби такви методи на измама, ако може да ги заведе и избраните. Ајде прво ќе проучиме ова прва, па ќе слушнеме една песна две, па потоа ќе одиме на следните, значи 3-4 значи измами да ги проучиме и така да не биде јасно. Прва врста измама што ќе направи ѓаволот,
ќе биде да го емитира вистинското тројство. Ке го имитира вистинското тројство. Имитација на личностите од тројството. Вие знаете како христијанска црква ние веруваме во светото тројство. Отецот, Синот и Светиот Дух. Меѓутоа, во Откривение 13 глава наоѓаме извештај за лажно тројство. И знаете што е интересно? Оние карактеристики што ги има правото тројство, ги пропагира и лажното тројство. И ние ќе одиме сега малце, некои карактеристики да споменеме, само да видите како прво ќе оди да направи имитација на луѓето, на тројството, а потоа и на другите работи. Ќе се чудиме, ќе се изненадиме како сето тоа едноставно ќе се остари пред наши очи. Ако од една страна е Отецот, Исус и Светиот Дух, од друга страна членови на лажното тројство се змијата, зверот што излегува од морето и зверот што излегува од земјата. Тоа се представници на лажното тројство. Како тројство тие ќе одат и ќе го зададат овој последен удар на Божјата црква. Змијата ќе го емитира Бога Отецот во своите постапки. Морската звер ќе имитира личноста на Исуса Христа. А зверот што излегува од земјата ќе сака да го имитира силата на Светиот Дух, личноста на Светиот Дух. Како? Ајде одиме едноставно, кратко, брзо, рафално да ги споменеме овие работи, па пред да одиме понатаму. Змијата, ајде да видиме како таа го имитира Бог Отецот. Змијата во ова несвето тројство е прикажана како водач. Како што и Отецот на некој начин е водач во планот на спасението. Таа оди бара сојузници. Нели така? И навистина која ќе одиме, ќе ги читаме текстовите во 12 глава 17 стих и 13 глава 2 стих, ќе видиме дека оние особини што ги има змијата и зверот што излегува од морето се исти. Исто како што Отецот и Исус се исти. Многу интересно. Тоа би ни требало време и да прикажеме на табела една по една работа, ма ќе приметиме особините што ги има змијата алудира на оние особини што ги има Бог Отецот. Jer знаете, кога луѓето се преправаат и го праваат лажното да изгледа како вистинско, имаат голема шанса да успеат. И затоа тој размислува 6000 години, чекај. Кој е креатор на планот на спасението? Бог Отецот. Аха, морам ја нешто да размислам во таа насока, во тој правец, ако сакам да бидам успешен. И затоа тој се труди да покажува такви афинитети што ги има Бог Отецот, за да може да освојува. Ајде да одиме кратко сега за морската звер, зверот што излегува од морето. Ајде 13 глава 2 стих да прочитаме. Многу интересен, многу важен. Зверот кој што го видов беше како рис и нозете негови како мечка, а устата негово како уста на лав, и слушайте сега што вели. И му даде змијата сила, престол и област голема. Од кого добил зверот сила, престол и област голема? А што вели Исус на крајот кога воскреснува? Ми се даде секоја власт. Пазите, го емитира. Тука го емитира, ова морска звер го емитира Исуса Христа тука. Како што Исус кажува, ми се даде секоја власт и на небото и на земјата. Да, Бог Отецот, нели така? Сега тука, ова звер од морето кажува, ми се даде секоја власт. Понатаму. Исус, нели, доживува смрт и воскресение. И ова звер доживува смрт и воскресение. 3 стих од 13 глава што вели? И видов како едно од главите нејзини е ранета на смрт, ама ранета нејзина се излечи. На смрт рана и се излечи. Исто. Четврта особина. Колку време ќе управува ова звер што излегува од морето? Спрем извештаите. 3,5 години, или 42 месеци, или 260 дена. Колку Исус работел активно од моментот кога излегол од реката Јордан до краја? Емитација, многу интересно, емитација во детали. Емитација значи во добивањето на слава престол, емитација во смрт и воскресение, емитација едноставно во време на трајање на служба. Ајде одиме сега она третата, да ја анализираме кратко, времето не дозволува многу. Зверот што излегува од земјата, вика, е слика на Духот Свети. Како ја пишам во 13 глава? Изгледа како што, кој животно се спојнува? Како?
и јагне, нели така пишува? Таа звер од земјата што излегува. Како јагне, не е јагне, ама личи на јагне. Така е. Светиот Дух не е јагне. Нели така? Тој соработува со јагнето. Да го представува Исуса Христа. Многу интересно како се оди во тие детали да се опише таа споредба помеѓу сега ова звер од земјата и Светиот Дух. Понатаму, чии интереси ги застапува ова втора звер што излегува од земјата? На првата, така пишува, 13 глава, 12-13 стих, еве што пишува. И сета власт на првата звер ја правеше пред него. Тој е тука да ја представува кого? Таа прва звер. Светиот Дух е тука кого да представува? Себе или кого? Исуса Христа. Дали приметувате едноставно паралели помеѓу она што го прави ова звер и службата на Исуса Христа и службата на Светиот Дух? И уште една. Има многу уште една само. Најголемо дело на Светиот Дух беше Педесетница. Да пушти оган, нели, од небото во вид на огнени јазици, кај апостолите да проповедаат. А кој е најголемо дело на оваа звер што излегува од земјата? Оган, пишува оган. За да можат луѓето во светот, во земјата да видат што? Зачудени од незината сила и да дојдат да ја почитуваат. Дозволите ми да резимирам. Првата имитација со која ќе се случи на овој свет, дјаволот многу успешно ќе ја изведе, што ќе создаде едно несвето тројство, начело со змијата. Тој начелото, заедно ќе повика двајца сојузници, звер што излегува од море и звер што излегува од земја. Ќе ги спои сите заедно и ќе покажува исти карактеристики како и лажното тројство и ќе оди во напад на Божјата црква. Тоа е прва емитација. Ајде одиме на втората, па потоа ќе слушаме две песни. Втора емитација што ќе направи ѓаволот во ова финална криза, за да го придобие целокупното население на своја страна, ќе се обидува да ја емитира Христовата служба на земјата. Дали добро ме слушнавте? Ќе ја емитира Христовата служба на земјата. Имаме библиски текстови, на тоа ќе се повикаме сега. Ајде со мене отворите еден текст од Новиот Завет, каде по мене во тој еден стих е резимирана целокупната Христова служба. Значи имате многу стихови кои што даваат делови од Христовата служба што работел, али по мене постои еден текст во Новиот Завет кој што во целост ни дава слика за тоа како Исус работел. Дела на апостолите, интересно, не се наоѓа во Евангелијата, во делата на апостолите. Прекрасен текст е тој, прекрасен текст. Дела на апостолите, 2 глава, 22 стих. Еве што вели. 2.22. Тука Петра проповеда за Исуса Христа и во еден стих ја резимира неговата целокупна служба на земјата. И еве што вели. Луѓе израелци, послушајте ги овие зборови. Исус од Назарет, човек од Бога, потврден меѓу вас, слушнете ги следниве 3 збора што се употребуваат. Потврден меѓу вас, со што? Со сила, со чуда и со знаци што Бог преку него ги направи вам, како што вие сами знаете. Со кои 3 збора Петар ја резимира Христовата служба на земјата? Сила, знаци и чуда. Кој ги читаме Евангелијата, ние приметуваме како Исус за време на тие 3,5 години што правил? Чуда. Што правил? Знаци. Со која сила? Со Божја сила. Тоа било негова главна карактеристика. А слушайте што ѓаволот ќе направи на крајот на времето. Имаме текст каде што сите овие 3 збора се употребени за ѓаволот. Отворете 2 Солуњаните, 2 послание до Солуњаните, 2 глава, 9 стих. Еве и 8 и 9 да имаме контекст на работите што ги читаме. Па потоа ќе се појави беззаконикот, кој што Господ Исус ќе го уништи со духот на својата уста и ќе го искорени со светлоста на своето доаѓање, и слушате ги сега овие зборови, чие што доаѓање е по чинење на ѓаволот, со секоја сила, со знаци и со лажни чуда. Со што ѓаволот ќе се представи во последно време?
Тој 2000 години од Христовото вознесение на небото го анализирал Христовиот живот во детали, тие 3,5 години. И си рекол, морам јас да ги направам истите чуда, морам јас да ги направам истите знаци, морам едноставно од некаде да имам некоја сила, да им се представам и да луѓето гледајќи мене да помислат дека сум Христос. Таа е втора измама. Ќе дојде време пред наши очи, ќе гледаме како ќе се појави, како таков, и ќе дојде кај луѓе. Наводно ќе исценира воскресение. Наводно ќе исцелува. Наводно ќе погали. Наводно ќе зборува работи кои што Исус ги зборувал. До танчина ни опишено све тука во Светото писмо. До детал. Ќе имитира Христовата служба. Да. А Исус не предупредил во Матеј 24:24. Ќе дојдат лажни пророци, ќе дојдат лажни Христоси кои што ќе направат што? И знаци пишува. Многу интересно. Овие зборови немој да ги заборавите. Знаци, чуда, па и сила. Браќи и сестри, ние живееме во многу возбудливи работи ќе се случуваат пред наши очи. Ќе гледаме како знаци и чуда ќе се случуваат, а знае ѓаволот дека нашата човечка природа е склона да верува во чуда. Одете вие кажете на вашиот комшија, кога ќе види такви чуда и знаци, и кажете му, не, тоа не е вистина. Луѓето повеќе во она што гледаат, прифаќаат неголи во она што слушаат. Ова ќе се случи пред наши очи. 2 се овие имитации. Имаме уште 3. Но ја би замолила кој е тајна тука, ако не излезе, тука е, да отпееме една еврејска песна, што ја подготви, и после уште една песна исто така, па можем да продолжиме понатаму.
зборуваме за тоа како да бидеме сочувани од најголемата измама што ќе се случи на ова наша планета пред самото второ Христово доаѓање, за кого апостол Јован во Откривението, во 3 глава, има едно пророштво исто така, што би сакал да го прочитам во оваа прилика. Во 3 глава 10 стих вели: затоа што си го одржал зборот на моето трпение, и ја ќе те сочувам од часот на искушението што ќе дојде на целиот свет, да бидат искушани оние што живеат на земјата. Се мисли на овој настан. Но тука се ноги решението, значи онака го припремаме на самиот крај да го изнесеме, но не остануваат уште 3 врста измами што непријателот ќе ги пласира многу успешно. Првата, рековме, ќе ги имитира личностите на тројството. Второ, ќе имитира службата на Исуса Христа, земската служба. Трета работа, вие многу добро знаете, ќе го имитира самото второ Христово доаѓање, така ли е? Тоа ќе биде врв на таа превара. Од каде ние тоа го знаеме? Кој текст ќе го прочитаме? Знам дека како адвентисти ние, кога не прашуваат за ова, ние знаеме дека тоа ќе се случи, али знаете ли на што ние се повикуваме тоа да го потврдиме? На големата борба. 505 страна, еден превод, пишува. Ама ние треба да бидеме свесни дека сето она што го пишува духот на прошлото го има и во Библијата. Има текст во Библијата каде што точно, јасно и гласно пишува дека ѓаволот ќе го имитира второто Христово доаѓање. И сакам да го прочитаме. Сакам да бидеме уверени во тоа. Сакаме нашата вера да не биде базирана на некои предпоставки, него на факти, на оно што стои напишано. Не може Бог за една таква многу важна работа да молчи. Тој тоа не го открил и запишано е. Ајде отворете го прочитавме пред малку, ама на друга страна ги насочивме нашите мисли. Сега конкретно на тоа ќе го насочиме. Втора Солуњаните, многу важна, за есхатологијата, за науката за последните настани. Втора Солуњаните, 2 глава е многу важна. Тука ни се откриени детали од тој голем мозаик, што ќе се случат пред наши очи, на кои ние ќе бидеме сведоци. Еве, ајде отворете 2 Тимотија, 2 глава, читам повторно 8-9 стих, но сега со акцент на второто Христово доаѓање како емитација од страна на ѓаволот. Еве што вели. Тогаш ќе се јави беззаконикот, кој што Господ Исус ќе го уништи со духот на својата уста и ќе го искорени со светлоста на своето доаѓање. Ова се мисли на второто вистинско Христово доаѓање, Исус. Ама слушајте сега 9 стих, јасно за тоа зборува. Сега 9 зборува за ѓаволот. 8 за Исуса, 9 за ѓаволот. 9 стих вели: чие што доаѓање, парусија. 2 пати се употребува грчкиот збор парусија. Едниот се употребува за Исуса, а вториот се употребува за ѓаволот. А вие знаете, парусија, од таму доаѓа зборот парада. Парада е јавен настан. Настан кој што едноставно се гледа на очи на сите. И вели, Исус со својата парусија ќе ја уништи парусијата на ѓаволот, неговото емитирачко второ доаѓање. Да, ќе се појави на многу места и каже: јас сум проречениот Исус, што е запишано во Евангелијата, како што кажав пред 2000 години кога бев тука. Така тоа ќе го представи ѓаволот. И ќе дојде твојот и мојот комшија, на кого сме му проповедале дека Исус ќе дојде втор пат и каже: комшија, ти не излегуваш да му се поклониме? Чекај полека. Чекај, ти со години си ми зборувал дека тој ќе дојде. Па еве го, ајде. А ти знаеш дека не е тој. И сега? Текстот јасно кажува. 2 Солуњаните, 2 глава, 9 стих. Чие што доаѓање е починење на ѓаволот. Знае ѓаволот дека во светот има преку 20 и кусор и повеќе. Тоа се регистрирани адвентисти. Колку ги има, Бог најдобро знае. Вика и во другите цркви, јас се мисли на оние цркви кои што ние може да ги сметаме, нели така, други протестантски, нели па дури католичка црква, и таму Бог по свое време ќе ги повика оние што се искрени и ќе дојдат, и меѓу муслиманите им искрени, Бог ќе ги повика, и вели Исус, ќе биде едно стадо и еден пастир. Да, ама нажалост од неговата црква дури едноставно ќе има и такви, рековме Библиската pouка, 5 мудри, 5 луди во неговата црква. Нажалост. Да побегнеме од таа категорија 5 луди, да бидеме во ова категорија. И тогаш сите оние што ќе бидат спремни, ќе може да го распознаваат правото второ Христово доаѓање од лажното. Но, браќи и сестри, тоа ќе биде голема. Пишува големата борба, тоа ќе биде скоро неодолива измама. Неодолива.
Али пишува, само оние што го читат Светото писмо, ќе може да разликуваат што е од Бога, а што е од ѓаволот. И се моето прашање, колку го читаме Светото писмо? Абе, сум прочитал кога сум се крштевал, кога сум проучил основни вистини. Знам све, не ми треба денеска. Па тогаш тоа беше за тогаш. Ние не сме јаделе пред 20 години, сега постиме. Секој ден, ако сакаме духовниот човек да биде во кондиција, секој ден мора едноставно да го храниме, да биде едноставно навистина во кондиција. Бидеме спремни, браќи и сестри, пред наши очи ќе се случуваат многу силни работи. Ќе се имитираат личностите на тројството. Ќе се имитира едноставно службата на Исуса Христа. Ќе се имитира самото второ Христово доаѓање. Одиме четврта работа, предпоследно, това е емитација да споменеме. Извештајот ни се кажува, ѓаволот ќе се обидува да емитира тројната ангелска вест. Охо! Тоа е главно оруди на адвентистите, кој што е проповедан и целиот свет. Тој тоа ќе го емитира. Еве сега текстови ќе читаме. Ќе одиме стих по стих и видите како тој ќе емитира тројца ангели. Како одат по светот и проповедаат. Да, ајде отворете заедно со мене во Откривение 16 глава. И тука имаме текст многу јасен. 13 стих и 14. Многу јасни текстови во Откривение, каде што ни се опишани тие работи. И вели вака: и видов, гледа Јован, остров Патмос, како од устата на кого? На зверот. И од устата на другиот звер. И од устата на лажниот пророк. Еве ги. Излегуваат што? Овие три нечисти духа во облик на жаби се пандам, или емитација на трите ангела, кои што ќе одат по целиот свет да ја проповедат правата вест. А овие три жаби, видите што ќе прават? Три нечисти духа во облик на жаби. И зошто жаби, ќе дојдеме до тој момент? Затоа што ова се ѓаволски духови, кои што чинат што? Повторно чуда. Незамисливо ѓаволот во последната голема борба да работи без чуда. Затоа што знае дека луѓето на чуда се фаќаат. Ќе чини чуда и кај кого ќе оди? Видите кај кого ќе оди? И ќе излезе кај царевите на целиот свет. Аха, царевите. Важните луѓе. Премиерите, важните. Првите луѓе. Ќе оди кај нив. Тие ги држат конците на овој свет, ако можеме така да кажеме. Бог ги држи конците на овој свет. И да ги собере, за што? За војна. Таа мисла за војна одгоре на небото не заврши кај него во неговите мисли. Тој цел живот војува против Божиот народ. Ама сега собира. Малце му се овие звера. Сега бара други. И оди со три жаби како нечисти духа, кои што се емитација на тројната ангелска вест, и оди едноставно да се бори. Зошто жаби? Зошто не се полжави? Одговорот на ова прашање враќа назад во Египет, кога биле излиени тие 10 зла. Вие знаете дека Мојсија и Арон пред фараонот најнапред направиле 3 чуда. И првите 3 чуда, што е карактеристично? Првото чудо, стапот беше претворен во змија. Второ, реката Египет беше претворена во крв. А трето, се појавиле жаби. Што е карактеристично за овие први 3 чуда? Многу интересно. Така е, баш така. И лажните пророци истите ги направиле. Само се чудам како крвта е направиле, кога цела вода беше крв, од каде зедоа вода да направат друга, не знам, не ми е јасно. Али едноставно, сите овие 3 чуда што Мојсија и Арон по наредба Божја ги направиле и овие. Ама слушайте, третото чудо, чудото со жабите, беше последно чудо што ти успеле да го направат. Не можеле повеќе. Ето е последна превара што тие направиле. Чудата што ги правиле Арон и Мојсија биле вистински прави. А чудата што ги направиле овие така наречени, уметници египетски, биле лажни. И чудото со жабите беше последно. И тој израз Јован го зема од Стариот Завет да се каже, како што чудото со жабите кој што беше лажно, беше последно. Така и во последната борба помеѓу доброто и злото, тоа ќе биде последно. Библијата е фантастична книга. Толку убава книга. Толку се совпаѓаат работите Стариот и Новиот Завет. Толку натацна се Бог ни открил. Така ни го трасирал патот. Така преку прошлата
не дал информации, да никој оне што е искрен, да не каже, Господе, па ја не знам. Не знам само ако не читам. Ајде да кажам и тоа, постојат 3 врста незнаења. Не знам, постои врста не знам затоа што не можам да знам. Таква врста знаење само Бог знае. Вие знаете што пишува Пета Мојсеева, она што е јавно е наше, она што е тајно на Бога е. За таква врста незнаења Бог нема да не земе одговорност. Само Бог знае све. Нели така? Значи, не знам затоа што не можам да знам. Втора врста незнаења, не знам затоа што не сум информиран. Другите се информирани, другите дошле до сознанието, ама ја не знам. И за таква врста незнаења Бог нема да не земе во одговорност. Ама има трета врста незнаења. Вели, не знам затоа што не сакам да знам. Кога имам таква врста незнаења, Бог едноставно не може да ми помогне во таква една ситуација. Добро, одеме на крајот, последно, завршно. Видовме овие 4 врста имитации што ќе ги направи ѓаволот во последното време, во таа финална борба помеѓу доброто и злото. Сега пето. Последно, ѓаволот ќе го имитира вистинското богослужение. Да видиме сега, доаѓаме до најинтересниот момент. Сушност, ѓаволот ќе направи емитација на првите 4 заповеди. Јер првите 4 заповеди не викаат како да му служиме на Бога, а другите 6 не зборуваат како да ги сакаме ближните, нели така? Во првите 4 заповеди, каде што ни е представен Бог во првата заповед, во втората дека треба да го почитуваме непосредно, без икони, без такви работи, во трета неговото име да го славиме, а во четвртата неговиот ден да го почитуваме, тоа е почит према Бога, преку тие 4 заповеди, ќе видиме како аждајата ќе ги имитира сите овие 4 заповеди. Ама кој му стои на пат на ѓавол тоа да го оствари? Остатокот! Зошто? Остатокот вели ги почитува заповедите. А тој не сака луѓе да ги почитуваат заповедите, затоа што оне што ги почитува заповедите му врши служба на Бога, а бидејќи тој го мрази Бога, тој не сака. И ги мрази. Остатокот е на мета. Остатокот што ги почитува заповедите Божи е на мета на ѓаволот. И тој сака едноставно да ги уништи. И има еден збор во 13 и 14 глава што се појавува 8 пати, и тој е клучен за да ова го разбереме се, и уште неколку важни работи завршуваме. Еден клучен збор што се појавува во овие 2 глави 13 и 14, а тој е зборот поклонување, проскинео. Така се употребен. 8 пати се употребува зборот поклонување или богослужение во Откривение 13 и 14 глава. И знаете што е интересно? Од овие 8 пати, значи тоа ни кажа дека во последната борба помеѓу доброто и злото, на кого ќе му се поклониш, зависи како ќе ти биде твојата вечна судбина. Од овие 8 пати, 7 пати зборот поклонување се однесува на ѓаволот, а само еднаш на Бога. Многу интересно. Каде? Во третата ангелска вест која вели поклонете му се на оној што го создаде небото, земјата и морето и изворите водени. А сите претходни 7 се повикуваат да се поклониме на зверовите, или на првата кој што излегува од морето, или едноставно на втората која што чини услуга на првата. Ајде ова да го објасниме. Видите како првите 4 заповеди ќе бидат емитирани. Првата заповед, наоѓаме имитација во 13 глава 4 и 8 стих, немаме многу време, само ќе ги спомнам. 4 и 8 стих зборуваат дека зверот ќе имитира првата заповед. 14 и 15 стих, 13 глава, имам извештај дека ќе емитира втората заповед. 13 глава, 1, 5 и 6 стих, имаме извештај дека ќе емитира третата заповед. А четвртата заповед, имам извештај во 13 глава, 14 и 17, дека ќе емитира и саботата. Ние знаеме, нели што пишува таму? Нели? Така пишува во 13 глава, 14 до 17, што вели таму? И ќе ги лаже оние кои што живеат на земјата со знаци повторно, кои што ќе му бидат дадени пред зверот, ќе кажува на оние што живеат на земјата да направат што? Икона звере, кит, сличен. Читајте дома Данило 3 глава. Е многу важен да се разбере Откривение 13 глава. Данило 3 глава ви е историска позадина, ако сакаме да разбереме Откривение 13 глава, со кипот кој што бил ставен на местото Дур, нели во таа равница таму, значи. И вика, кој нема да се поклони, има ли право да купува, да продава? Не. И сега тука на површина веднаш излегува едноставно
четвртата заповед. Но дозволете ми и ова да ја, уште една анализа да направиме, пред да истакнеме зошто саботата на крајот на времето. Која е вредноста на саботата и зошто таа ќе биде пробен камен, како што вели духот на пророштвото, и знак на распознавање на оние што се на Божја страна, од оние едноставно што не се на Божја страна. Видите, во првите 4 заповеди постојат 3 мотивации да се служи на Бога. 3 мотивации се присутни тука, значи. Прва мотивација. Бог вели: затоа што сум јас твој Бог, затоа што сум те извел од земјата египетска, символот на гревот, затоа служи ми на мене. Првата мотивација зашто треба да му служиме на Бога, затоа што тој наш ослободител. Сетете се кои све навики лоши сме ги имале во животот. Од се што Бог не ослободил од овој свет, од нас самите, од некои грешни работи. И Бог вели: сети се дека јас сум бил тој што сум ти дал рака, јас сум ти помогнал. Затоа, ако сакаш да ми служиш, нека спасението, нека ти биде едноставно мотивација. Втора работа. Бог вели казната е втора работа. Затоа што вика Бог ги казнува сите идолопоклоници према втората заповед, нели така? До кое колено таму? Пишува многу. Нели? Таа е втора мотивација, треба да размислуваме, затоа што ако не одлучуваме да бидеме на Божја страна, тоа не е претња, не. Него тоа е логична последица, ако не сме со изворот на животот, ние автоматски на некој начин сме на изворот на смрт. Казна постои. Овој свет ќе дојде на крај. Нема цело време, цела вечност да трајат работи какви што се денес. Не. Затоа бирај. И трета мотивација, зошто треба да му служиме на Бога? Затоа што тебе и мене не создал. Создавањето на светот. Јас знам за тебе што е најдобро. Затоа што јас за 6 дена создадов све и тебе сум те создал. Бог те создал тебе и мене. Ајде ве прашам нешто. Ако ни откажат бубрезите и се појавил пријател наш и ни кажа: слушај, земи еден бубрек од мене. Ти со еден, јас со еден ќе преживееме. Колку ќе му бидете благодарни? Бог ни дал и 2 бубрека, и 2 очи, и 2 раци, и 2 нози, и срце, и живот, и све. Колку треба да бидеме благодарни на Бога? Све ни дал. А зошто саботата му смета на ѓаволот и ќе удира на тоа и ќе сака да воспоставува икона, лик на зверот? 2 работи. И доаѓаме до крај. Прво, еве зошто му смета саботата. Саботата јасно прави разлика помеѓу Создателот и созданијата. Нели така? Во саботата пишува: јас сум Создател, а сите останати што се? А ѓаволот вели: не, јас сакам да бидам Бог. Ја не сакам да бидам создаден. И на патот да го завземе Божето место, што никош што не може да се оствари, на патот да го завземе Божето место, саботата му стои како пречка. Затоа што саботата не му кажува: ти си само создание, ти не си Создател. Има само еден Бог, ти си Создател. Како сите ангели, како сите луѓе, како сите другите планети што треба да му се поклонуваат на Создателот, и ти треба да му се поклонуваш. А тој тоа го не сака. И затоа тој се бори со сите сили, едноставно саботата да ја тргне на страна. Затоа треба да ја почитуваме саботата. Не сме легалисти ако ја почитуваме саботата, ако од вистински мотиви ја почитуваме и го сакаме Господа. Да, само не треба да бидеме адвентисти само на 7-миот ден, треба и другите 6 дена. Нели така? Значи, али саботата ќе игра многу важна улога во планот на спасението. Саботата е многу важна и треба љубоморно да ја чуваме. И уште нешто. На крајот, во саботата се наоѓа печатот. Вие знаете еден печат, земете било кој печат, има 3 работи во себе. Името на оној што го става печатот, неговата титула и едноставно територијата на која што владее. Земете еден печат, пример, не знам, Александар, лекар по општа медицина. Сите тие 3 работи ги имате тука. И неговото име, и неговата титула, и на што е тој лекар. И името нашиот Бог, Бог, неговата титула е Создател. А на што? На небото, земјата, морето, изворите, водени. Ова е Божиот печат. Бог, Создател на небото, морето, земјата, изворите, водени. А ова формулација ја наоѓаме само во 4-та заповед. И затоа 4-та заповед ќе игра многу важна улога на крајот на времето. И на крајот завршуваме. Како ќе бидеме сочувани од големата измама? Како? Еве прочитавме на крајот повторно тој текст и завршувам 3 глава, Откривение, 10 стих. Затоа што си го одржал зборот на моето трпение. И јас ке те сочувам. Браќи сестри, ние не сме оставени да бидеме пасивни верници. Не имаме одговорност пред Бога.
Словото Божие, вика Давид, е светулка на моите нозе. А оние во Вереја, вика, секој ден истражуваа по писмото да видат дали тоа е така и дали Павле што им проповеда, дали стои така во писмото. Повикани сме да го читаме, да го истражуваме, да се храниме од него. Помалку кога гледаме телевизија, повеќе читаме, ќе имаме поголеми благослови. Бог не повикува да бидеме и ќе се соочиме. Само замислете го на крајот ова сценарио. Се емитираат личностите од тројството. Се емитира Христовата служба. Се емитира второто Христо доаѓање. Се емитира тројната ангелска вест. Се емитира богослужението. Од сите страни ѓаволот сака да го сардица Божиот народ. И само Словото Божие, ако го држиме едноставно како што треба, ќе бидеме сочувани. Ве повикувам Бог да ни даде сила и помош и да имаме чврста одлука на вистина да ги слушаме овие совети од Светото писмо. Амин.